32 недела, почеток на август. Сега сме тука, уште 7 недели до есенската равноденица. На секој 2 месеци Меркур е во најдалечната точка од Сонцето. Тогаш имате можност да ја видите оваа мала планета, која е толку близко до Сонцето што често се губи во неговата сјајност. Во ретки случаи, кога Меркур е во одредена положба, се случува нешто необично. Месечината го крие Меркур. 400 пати подалеку од месечината, Меркур се однесува како водич и ни го покажува лесното движење на нашиот сателит околу Земјата. Гледаме како месечевиот тенок срп се приближува до Меркур. Пред српот да стигне до него, Меркур изненадувачки го снемува и исчезнува од небото. Планетата е скриена од неосветлената страна на месечината. Месечината ја крие планетата и ние гледаме дека таа се движи. После час време, Меркур се појавува десно од српот. Првото снимање на Земјата од Вселената го направиле астронаутите во 1959 година. Тогаш за прв пат сите можеле да видат дека сме на вселенскиот брод Земја, која патува низ Вселената. Тоа ни го свртило нашето внимание дека треба да ја чуваме планетата, посебно нејзиниот најчувствителен дел атмосферата, тенкиот слој на гасови кој ја обвиткува Земјата. Во текот на милијардите години атмосферата постојано се менувала и климата станувала погодна за живот. Само од неодамна атмосферата има висок процент на кислород, само 400 милиони години. Тоа е последната десетинка од земјината историја, тогаш животот испаднал од морето. Ако го земеме многу пократкиот период од последните 40 години, загрижени сме поради зголемувањето на јаглерод диоксидот. Јаглерод диоксидот во атмосферата ја спречува топлината да оди во Вселената. Тоа е ефектот на стаклена градина и важен е за нашиот опстанок затоа што климата ја прави стабилна. Премногу јаглерод диоксид го засилува ефектот на стаклена градина затоа што премногу ја загрева атмосферата. Треба да го смалиме загадувањето за да ја зачуваме атмосферата која не одржува во живот. Оваа снимка ни покажа дека Земјата изгледа како во атласот. Меридијаните и напоредниците ни помагаат да ја најдеме секоја точка на Земјата. Например, Њујорк е 41 степен северно и 74 степени западно. Географската ширина и должина изгледаат како да се поврзани, но нивните извори се изненадувачки различни. Географската ширина се мери од екваторот, така што Њујорк е 47 степен северно од екваторот. Тоа е природна одредница. Тоа не важи за географската должина. Њујорк е 74 степени западно, но западно од што? Западно од нултата должина, Гриничкиот меридијан. Овој меридијан не е природна одредница како екваторот. Во Гринич, блиску до Лондон е кралската обсерваторија и со векови поморските мапи се поврзувале со Гриничкиот меридијан, затоа тој станал меѓународна нулта должина. Тој е нултата точка за ротација на Земјата во просторот и појдовна точка за времето, GMT, Гриничко стандардно време. Со тоа се поврзуваат просторот и времето. Нашиот вселенски брод е исцртан со линии за меридијаните и напоредниците, со чија помош можеме да ја одредиме секоја точка. 49 степени северно, 2 степени источно е Париз, 47 степен северно и 74 степени западно е Њујорк. Кога бродот е во неволја, праќа координати 4 степени јужно, 122 степени западно и ќе го најдеме точно на тоа место, кај островот Маркис.
стандардните меѓународни мерки метар и километар исто така сме ги преземале од земјата. Километарот е 10.000 дел од растојанието од екваторот до северниот пол. Четвртина од обемот на земјата е 10.000 километри, а уште 10.000 километри е до екваторот од другата страна. Исто и до јужниот пол и уште 10.000 километри од последната четвртина. 4 пати по 10.000 километри е 40.000 километри, меридијански круг. Би требало да е исто и со екваторот, но земјата не е совршена сфера. Малку е сплесната под влијанието на ротацијата. Центрифугалните сили делуваат од центарот и создаваат испакнување на екваторот. Екваторот е подалеку од средината на земјата за разлика од половите и подолг е 132 км од меридијанот. 180 степени од Гринич низ Пацификот поминува посебен меридијан. Тоа е меѓународната датумска граница. Да речеме дека денес напладне на Гринич секаде на земјата е сабота. Во Хонолулу е 2 часот сабота наутро, а во Токио е 22 часот сабота навечер. 2 часови покасно во Токио е полноќ, почнува недела. Во темноплавата зона е веќе недела, но во Хонолулу на другата страна од датумската граница веќе е 4 часот наутро и цела сабота е пред нив. Земјата се врти и неделата се шири по целиот глобус, а светлоплавата сабота се повлекува. Во полноќ Европа влегува во темноплавата зона на недела, заедно со Токио, а во Хонолулу е сабота поплавна. Неделата се шири по глобусот. За среќа, меридијанот на 180 степени се наоѓа насред Пацификот. Островите кои делат меѓународната датумска граница се раштркани, затоа не е голем проблем кога кај соседите е ден повеќе.